функционирањето на системот за храна и земјоделството воопшто. Имаме доста заеднички теми и интереси. Денеска одлучивме да бидеме заедно во овој вебинар наречен Зградинарство и мешин кулинарство. Термините ќе ги доловите во текот на вебинарот, зошто токму така се викаат. Со тоа што денеска имаме за цел да го обележиме денот на планетата Земја, 22 април, кој што се обележува насекаде во светот, и да дадеме еден приказ за тоа до каде сме стигнале со екологијата, со одржливоста и со животната средина воопшто. Во сосема необични услови моментално се наоѓаме и слушаме различни приказни за тоа како планетата Земја се регенерира од постепено замирањето на сите функции што до вчера беа постојани. Пред да започнеме подлабоко во темата зашто системот за храна има влијание врз климатските промени, само би сакала да напоменам некои технички моменти. А тоа е дека ова видео се стрима моментално на Facebook и дека може да го следат голем број на луѓе, додека сите оние кои што се уклучени директно на апликацијата Zoom, односно кои што ја пополнија Google формата, можат да директно да го следат видеото на самата апликација. Ако се уклучуваат прв пат, да знаат дека во горниот десен агол имаат избор за тоа како да го следат видеото, дали да ги гледаат сите представници или само оној кој што зборува. Тоа е горе имате Gallery View и Speaker View. И исто така доколку моментално сите се мјутнати, односно не може да се слуша никој освен оној кој што говори. Доколку во некој момент сакате да престанете да бидете во оваа апликација и да го следите само од Facebook, можете да направите стоп видео или leave meeting. Тоа е сепак ваш избор, но на овој начин ќе имате можност директно да се вклучите. Во однос на вклучувањата, со цел да бидеме попрактични и поефикасни, решивме да оставиме одреден простор на крајот на овој вебинар за оние кои што сакаат да постават прашања или имаат одредени коментари, да го пишат тоа во чатот, во разговорот. Внимателно ќе ги следиме и ќе ги поставуваме на крај. Истото се однесува и на оние кои што следат преку Facebook. Исто така можат во коментар да постават прашање, со тоа што на крај ќе бидат сите прочитани од страна на Кате. И ве молам само запишете до кого е конкретно упатено тоа прашање. Добро, значи мислам дека да започнеме со темата. Први да представиме што ќе се случува. Ќе имаме двајца соговорници, тоа ќе бидат Димитар и Артан. Димитар доаѓа од Зелената арка и можеби веќе добро го познавате како долгогодишен активист и преносител на идејата за пермакултурата во Македонија, а исто така и еден од оние кои што интензивно работат на урбаните градини во Македонија и може денеска да дзирнеме во неговото зелено катче и да ни пренесе дел од своите знаења. Се надевам дека ќе уживате и се надевам дека ќе ве инспирира повеќето за да почнете и ваши зелени катчиња или барем дел од она што се случува кај него да го пренесете во вашиот дом, затоа што знаеме дека на тој начин многу можеме да придонесеме за зголемување на зеленилото во урбаните средини, но исто така и за зголемување на подобрување на навиките на храната, на конзумирањето на храна, односно да наместо да конзумираме процесирана или конзервирана храна која што е со долги километри, можеме да ја најдеме истата на нашиот балкон. Секако тука не се работи за
за целата храна која што моментално ни е достапна, меѓутоа барем оној дел кој што можеме да придонесеме со нашиот личен импакт. Кој што и тоа како може да биде голем и ефективен. Вториот соговорник ни е Артан, веќе исто така е подготвен, кој што неодамна влезе во филозофијата на словот, меѓутоа многу брзо се пронајде и веќе почна да ја применува истата. Веројатно неговите идеи биле многу сродни со филозофијата на словот. Денеска тој е тука како во улога на кулинар, односно на подготвувач на некои мешунки. Зашто баш мешунки ќе објасниме подоцна. Меѓутоа, она што е интересно е дека тој направи навистина некои необични рецепти кои што мислам дека ќе ви остават голем интерес. За жал нема да можеме да ги пробаме, меѓутоа барем ќе имаме таа среќа да си ги пренесеме во нашите кујни, а можеби во некоја следна прилика и да ги пробаме директно од него во живо. Се надевам дека ќе уживате во двајцата следни излагачи. Во меѓувреме би сакала само да дополнам зошто и како ги поврзавме климатските промени со начинот на одгледување на храната и начинот на конзумирање и зашто е тоа важно. Пред се заради тоа што системот за храна е третиот воопшто кој што третиот фактор кој што придонесува за климатските промени да бидат забрзани, а е еден од првите кои што се погодени. Додека од првите кои што се погодени на тој начин што климатските промени предизвикуваат најразлични појави како суши, поплави, земјотреси и така натаму, па доаѓа дури до губење на цели видови како растенија, така и животински видови, а тоа директно или индиректно има влијание врз начинот на кој што ние се храниме. Вториот важен елемент кој што сакав да го посочам е дека денеска веќе сите, односно поголем дел од популацијата живее во станови и најчесто изговорот е дека немаме простор и можност за да оформиме некое свое зелено катче или да се приклучиме кон идејата за внесување на природата дома. Тука сме за да го разбиеме тој мит или едноставно да ви инспирираме да го направите тоа кај вас дома. Се надевам дека со помош на Димитар ќе започнете некој ваш сличен проект. И последно, но не помалку важно, мешунките ги избравме како растителни видови кои што се оние кои што имаат најголем дел на протеини од растителниот свет и кои што постојано опаѓаат на сметка на зголемување на анималните протеини кои што пак и тоа како придонесуваат за појава на климатските промени, односно фармерството како насока допринесува многу за климатските промени. Затоа сакаме да ги приближиме посебно оние кои што се автохтони сорти, кои што и тоа како се прилагодени на нашите услови тука. Уште само сакам да додадам дека после овој вебинар слободно можете да ни пишете доколку сте добиле некаква инспирација за да нешто промените во однос на одржливоста на планетата Земја, дали можеби сакате повеќе да рециклирате, дали повеќе ќе конзумирате мешунки или пак ќе направите ваша урбана градина, тоа оставаме на вас. Чекаме ваши коментари и реакции. А во продолжение само да надополнам дека доколку сакате повеќе информации за ова, може исто така да ја посетите страната на Екосвест, на Slow Food, на Зелената арка, каде што има доста интересни видеа и информации, односно начини како да се справиме со климатските промени.
Во продолжение би побарала да се вклучи Димитар и да ни го представи својот мал проект. Здраво. Тука сме на оваа тераса. Заради тоа што имаме препорека, седиме дома и сега моментот е полициски час, мора да се најдеме со тоа што го имаме сега и тука. Тоа е отприлика пристапот што е својствен за пермакултурниот дизајн. И како што спомна Билјана, дали би биле расположени нешто да промените во овој период, затоа што сите некако очекуваме дека нешто ќе се смени. Јас би порачал воопшто да не си давате ветување, тука почнете веднаш да действувате со тоа што ви е на располагање, не се потребни кои на какви средства. Ја може да видите дека со сосема скромни ресурси може по нешто да се одгледа за исхрана. Колку за илустрација може да видите дека околу оваа тераса секаде има згради. Така. И следствено на тоа, сонцето тука се движи од 8 часот до 1,5 часот попладне, но е доволно за да се одгледаат некои растенија. Денес ќе посветиме малку повеќе внимание на мешунките, тие се многу лесни за сеење, може викаат просто како граф. Веројатно многу од вас го направиле тоа уште во основно или може би уште во забавиште. Сте пробале да сајете по некој графче и ќе го наблюдувате како сега ќе ви покажам колку разновидност може да има семејството мешунки. Ова е сосема скромно нешто од тоа што вообичаено го користиме за исхрана. Може видите да покажа разновидноста од црни, бели граови, шарени, поголеми, помали, ова тука е папудата. Ова ситно, тука зеленко се нарекува мунго. Други мешунки се и леќата, имате црна, црвена и зелена леќа, покрај на кафеавата што е вообичаена. Ова се мешунките од зеленото мунго графче. Ако зборуваме за мешунки, дури и ова е мешунка, а тоа е од дрвото рогач и се користи за јадење кората. Кората е многу добар за сладувач и замена за шеќер. Почнеме со основните работи, што треба да се направи за да си одгледувате нешто на балконот. Не очекувате кој знае колку современи технологии, нема да ви зборувам за хидропоника или аквапоника. Зборуваме за едноставно малку поголеми садови, малку поголеми сакси, што можат да овозможат оптимални услови да израсне некој растение што ќе даде јадлив плод. Па така, ви кажам отприлика што се случува тука со растенијата. Може да видите колку густо избиено се насадени тука и колкава е разновидност. Например, тука имаме маточина, до неја расте нане, мајоран, рузмарин, ева ги јаготките, имате нане, како се уфрлило ова тука некој баграмче, ова тука е гоџбери, рузмарин, ева ги застапени се и така наречените плевели, како гуварче. Може да забележите дека јас дозволувам да подиви сосема оваа градина и покрај тоа што е во сакси. Еве коприва. Значи може да си го дозволам и луксузот да се изжуркам од коприва на балконот, дека се обидам да наберам Макдоналдс. А овие листови тука се еднојадливо цвеќе кое се нарекува среќа. Ова е некој иден дрен, ова е кајсија, леска, а овие големи садови тука што ги гледате, во нив ќе ги садам гравчињата, комбинирано со ченка и тиква. Понатаму што имаме, компир,
до компирот расте ренот. Ренот и компирот се надополнуваат во затоа што ренот го штити компирот од штетници. Тука имаме некоја си поиздржливо босилече што малку потсетува и на минт. Значи минт босилек, а ова еден кромич што од време на време го подкаструваме да си каснаме. Пред се надам дека виде нешто доволно, дека не беше сосема што се случува сега. Само момент, треба малку време. Океј, пак сум тука, така ме гледате? Преминуваме на следниот дел, како подготвите еден сад за садење во него. Овој сад има околу 15 литри, тоа е некој минимум што е потребен за мешанки. Височината му е отприлика 30 сантиметри скоро и собира 15 литри. Овој сад е направен од некаква ПЛП пластика што е препорачлива за прехранбени производи. Значи, ќе направиме некакви дупки за да може да се изцедува вишок од вода. Како и направи дупките, одиме со следниот чекор е гуцен. Следниот чекор да ставиме еден денажен слој од тесто. Тоа не е многу слој, само на дното прилика. Потоа сакам да додадам малку суви гранки за да се распаѓаат долгорочно и да ги потхрануваат растенијата со тоа што ќе ослободуваат јаглерот дека се распаѓа. Исто така фино изцртана. И сега доаѓа клучниот дел, а тоа е почвата. Почвата, ако не правите компост, толку ви препорачувам да почнете да правите компост, зашто на тој начин создаваме почва. Тоа е првиот чекор кон регенеративното земјоделство. Првата и основна цел на регенеративното земјоделство е да се создава почва, а не таа да се оштетува со некои хемиски третмани како со вештачко ѓубриво или пак со пестициди. Компостот е наједноставниот начин да создавате почва и е воедно начин да се искористат најразумно органските остатоци од секој домаќинство што ги потребува при исхранување. Па така со компостот долу во дворот зема за полна стаксија. Ева прилика како изгледа компостот. Помирисот треба да потсетува на шумско тло.
За жалост, тоа не може да го пренесе. И ако сте принудени да купувате земја, не ви препорачувам да одите да крадете од планините и од шумите. Тоа е погрешно, а и не е убаво што тоа шумскиот екосистем. Но, ако купувате земја, ви препорачувам да купите од калифорнијски црвен направен компост. Тоа е најквалитетен и нема додатоци, затоа што вообичаено мешавините што ги продаваат за садење цвеќе или растенија, освен што главно се на основа на тресет, што исто така ресурс што не треба да се уништува, тоа се многу ретки екосистеми тресетиштата и тоа е недобро управување со почените ресурси. Зашто тоа исто така, освен тресетот, има и други додатоци, најчесто додаваат така познат НПК микс од азот, фосфор и калиум, што е во основа хемиско вештачко ѓубриво. Заради тоа го препорачувам компостот од црви. Откако ја наполнивме секцијата, едноставно земаме едно графче. Дали сакам поголемо, помало и го ставаме во земјата малку под неговата големина. Што значи тоа? Ако е гравот, речеме, со оваа големина, ќе го закупам двојно од неговата големина. Не ги закупувате предлабоко, затоа што им треба многу сила да израстат, а сепак на површината преклитко нема да пуштат здрави корени. А друго нешто што мене е интересно, зашто можете да видите во една саксија по неколку различни растителни видови гледло, и тоа го правам со повеќе цели. Првичната е да се заштити на простор, но исто така растенија што се дополнуваат едни со други. Во смисла дека едните ги подхрануваат другите ги штитат од штетници. И имаат различни начини на растеж, некои се повисоки, некои се пониски, некои се шират по површината, некои се ползавци. И во таа насока сакам да ви го представам тоа што е познато како трите сестри, а тоа го користеле уште индијанците. Тоа е комбинација од пченка, граф и тиква, или пак било што е сродно на тиквата, дали тоа диња или пак лубенца, најчесто се користи тиква. Гравот има едно својство, сите мешанки всушност имаат симбиотски однос во својот корен со бактериите кои се способни да го врзуваат азот и да го доведат во соединение од N2, како што е во атмосферата, во NH3 и слични други посложени соединенија што се подостапни за растенијата како исхрана. Затоа гравот е многу добар сосед на другите растенија, затоа што всушност ги прехранува со тоа што врзува азот со својот коренов систем. И е другар на многу различни видови. Која е другата цел зошто овие три се садат заедно? Затоа што пченката расте нагоре, исправено и доволно цврста, наместо вакво некое стапче или колец, да го поддржува гравот дека тој расте нагоре како ползавец. Друга страна, тиквата се шири по површината и на тој начин ја покрива почвата, го намалува испарувањето и го задржува целиот тој момент во почвената околина да биде во оптимални услови, за може да се развиваат микроорганизмите во почвата. Се на збор делува како зелена покривка или некои што ја нарекуваат малч, постручно или молч. Па така во овие поголеми садови што ви ги покажав, ќе направиме една таква комбинација.
тука имам различни видови на тикви и се забордарувам на Елена Долен од Скратово, од Штегово, што ми спрети семки, исто така и на Јуле Најдовска од Битола, која е што така ми спрети семки од тикви. И ќе направиме комбинација од граф, тиква и пченка, или ги пченките. Ако може да се забележи, какви са овие пченки тука, разновидни шарени. Има и ворани. Таа може исто така да се користи како замена за гравот и таа е мешунка. А ева го тука и наутот. Или леблебија. Верувам дека Артан ќе ни покаже некои рецепти за наут, така? Па сега доаѓаме пак во движење. И ги гледаме големите садај. Ставам еден граф тука. Така. Ставам леблебија. Речеме 2-3 зрна. Надам се гледа. И сега доаѓа наред пченката. Само момент, пченката. Пченката. И од неа ќе сасадам по средината луп 2-3 зрна. Тој сад е со големина 40 литри и заради тоа ќе може да издржи толку растенија во него. Само уште една тиква ставам. Сам нема да им биде кој знае колку идеално да се разберем вака во мали садови. Помал род ќе добијат отколку отворено во нива или во градина, да се разбереме. Но сепак за вакви ограничени услови и тоа не е лошо. Ево сега една мускатна тиква да извадам само. Ева тиквата. Сега. Ева. Тиквата ќе ја ставам тука, за да може да ползи. Поред. Не знам уште колку време ни останува. Тоа би било прилика се. Не? Надам дека ви беше интересно, ако ви беше интересно, да продолжиме и со другите слични теми што може да ги разгледуваме во овие услови. А сега проѓаме на готвењето на овие мешунки. Одиме е Артан. Здраве. Дали се слушаме? Морам да проверам уште еднаш. Дали се во ред? Да. Добро, здраво на сите. Јас сум Артан, како што ме представија. Фала на Димитар на интересен приказ на се оно што може да се подгледа кај нас и на учените, дури кога има доста лимитиран простор и ширина, за да се настават одредени зрца и мешунки кои, нажалост, кај нас,
од напливот на оно што знаеме како глобализација и глобален пазар, се потиснуваат одредени производи кои биле доста присутни во историјата на нашиот народ и одредени готвења, одредени храни, кои можеби нашите дедовци, баби и прадедовци и готвеле. Ние воопшто немаме никакво познавање за таквите зрнца. Јас сум ставил кога се поставил неколку од зрната, имаме пагода, црн грашок и шарен грашок, кои Димитар ги одгледува во неговата градина, но кои денеска за жал воопшто не се присутни во нашите традиции. Кога прифатив да учествувам во овој мал предизвик, беше многу интересно, бидејќи само да се предизвикаме сите заедно исто на проблемот на она пак глобализација и бивање изложени кон одредени рецепти, начин на приготување на храна, кои се присутни во цел свет и со тоа се нивелира целото кулинарство и стануваме сите на некој начин придонесувачи во ништењето на разновидноста на храните кои може да постојат. Затоа во прифаќањето на овој предизвик, јас немав никаква идеја претходно што би правил со овие прекрасни гледате како убаво изгледаат во бои зрнца, но почнав да експериментирам со пристапот при првичен на користење на овие зрна беше да се понуди што поширок спектар на возможни рецепти за нивно готвење. Од друга страна, многу важно е, како што веќе спомна и другите да се, дека од овие зрна може да се заменат доста протеини кои доаѓаат од животински продукти, од живинарство, а знаеме дека живинарството денес представува еден од главните клучни проблеми со глобалното затоплување. Од друга страна, лепезата на стварите кои може да се готват до нашето поднебје ни овозможува да спремаме ствари за кои досега навистина не сме биле свесни и исто изјас припадам како човек што сака да готви и сака да истражува се ствари, дека не сум свесен за потенцијалите на овие зрна кои Димитар покажа дека може да растат дори и во тераса на одредена зграда. Значи, пристапот, кој што кажем, беше да се користат овие мешалки за различни форми на готвени за различни продукти финали. Првично, важно е дека сите овие зрна се растени во нашето поднебје и дека во целиот процес не се користено никаков производ, никаков продукт кој е импортиран или увезен од различни други земји, туку сите состојки се користени, што се користени се од Македонија и сите се ствари кои растат кај нас во нормални услови. Затоа спремив 4 различни јадења, кои се разликуваат доста и во начин на припрема и во резултатот нивен, и со нив сакам да покријам одреден спектар на веќе постоечки ствари, кои ги знаеме, но кои може да се пренаменат, да се преиначат во нивните состојки и да добиеме резултат кој сличен на оно што веќе го знаеме или ние секој дневие во глобализираниот свет, но како крајен резултат, оно што го јадеме, историјата на оно што го јадеме е слично на оно на кое сме навикнати преку маркетингот, глобализираниот свет, телевизијата, рекламите, кои секогаш поддржуваат одредени корпоративни продукти и преку тоа с голем број на профити за одредени корпорации кои наштетуваат на планетата, а од друга страна имаме, значи, сличен продукт кој е повкусен, според мене. Нажалост, ради условите на политичкиот час нема да може да ги пробате и вие, но ветувам првиот момент кога ќе бидеме ослободени од полицискиот час и кога има услови да се готви за колектив, ќе испеам истите ствари за сите вас. Значи, важно е ќе го напомнам историјата на храната која ставам во уста, тоа е дека сите овие продукти се од Македонија и сите се третирани на одреден начин кој бара малце внимание. Ќе почнам од првото нешто што сум го изготвил и тоа беше малце поинтересен и поважен предизвик. Тоа значи дека често сме навикнати и под инерција овие убави зрнца да ги третираме како додаток на нешто друго. Значи, оно што по традиција се кри нас и по колоквијален јазик ги викаме кравчиња,
гледаме дека имаме различни форми и видови на гравчиња. Кај нас тие се се третираат како нешто додаток, значи имаме грав со месо, грав како подлога на нешто друго што е ставено во него. Овој случај јас одлучив првиот рецепт или првата чипја да биде од поголеми зрна на шарени грав, кои ќе бидат третирани како да се одреден деликатес. Значи, буквално може да кажем дека вниманието што е дадено на хоба зрна грав е внимание кој би дало на најдобриот јасно во свет. Тоа значи, сега ќе покажам крајниот резултат. Се потрудам да се доближам до камерата. Вака изгледа крајниот резултат. Ќе објаснам све што стои тука. Како што се гледа од самиот начин на сервирање, гледам дека доминира и во централно милие и централно пажње е дадено на самото зрно на грав. Тие се одгора и првата слика што гледаме е зрното на грав. Овие зрна се сечени напола, но пред тоа сите, кои што кажам, се третирани со доста внимание, се варени во вода и црк околу 3 сати, бидејќи ова поголемо зрно на шарен грав е малку тврдо, треба време да стане по-меко. После варењето, првото чувство кое го добива човек кој ќе проба тоа зрно грав кој е варено од 3 сати, вкусот е малце поприближен на пост. Значи не е традиционален конвенционален вкус на оно што колоквијално го нарекуваме грав, туку малце не личува на пост. Но тој експеримент јас постојано си имав подамнешна идеја на маринирање на варени хостени или печени хостени, за да се стигне до некоја интересна структура и интересен вкус. Затоа, после варење, овие мали гравчиња ги маринирам во лимон и бело вино и тие беа останати во таа маринада околу 24 часа. После што следното вкусување има пак вкус малце на остен костенест, но со киселкаст и малце многу малку алкоголен вкус, и алкоголичен неки момент. Затоа ова што го сплотив, кој е тотален експеримент, би ја нарекол пијаното шарено гравче, ги сира во вино. Значи, тоа е процесот до кој стигнавме до овие темашки, кажам, на пола исечени и наредени гравче. Гледате дека под нив има наведени свежи краставици, тенко сецкани. Таа идејата на свежите краставици е да додадат свежина на целата комбинација, која е следна. Под свежите краставици има една смеса, која е приготвена која е во принцип оваа. И во барата ја ставив затоа што може да се искористи на нешто што изгледа доста модерно, а сепак е традиционална храна на нашите, дури и јас на нашите баби и дедици, дури и јас се бил помалцен јадел попара. Таа попара е направена од леп кој е заостанат, затрнат, но се уште добар за храње, и тој леп е попарен во сокот кој остана од варење на тие зрна на шарен грав. Тој сок го редуцира варење понатака, за да стане да се спусне. Во него има само додадено путер и сол, и после се додадени лепчињата за да се направи таа попара, кај основната врста има свежа краставица и врз краставицата се ставени зрната гравчиња на кои ми дадено фашто е доста внимание со маринирање. Тоа ќе го цетим зашто настрана сум ставил краставица во која е пополнета со джем малини, бидејќи целата таа комбинација на некој начин сите состави кои имаат на некој начин земен вкус и не треба на некој начин да имам одреден прекин преласност. Начинот на сервирање кој ја го замислив е на тоа да се додаде и малце сок од лимон на целата поставка, исто така од наше поднебје суво диво орегано и тој джем да се фрли врз тоа
Тоа е начинот на кој би се служила таа цела комбинација. Се надевам во следна можност ќе можете да пробате ова и да дадете своји мислини. Иначе ова може да служи како прво јадење, пред јадење, салата, кога имате гости или едноставно за себе. Иначе, ова е единственото јадење кое бара малце повеќе време и внимание. Односно, бара време околу 2 дена да се тие зрна на грам да се доведат до станието до кое се сега доведат. Тоа е за првото готвење. Другото готвење, значи, ви кажуваме нешто што е пристап на подолг третман. Значи, подолг третман на едно зрно и тоа е многу добар пристап, бидејќи ние сме навикнати во нашата традиционална кухна да имам балканска, која имам и примеси од средниот исток преку Отоманската империја, но и доста присутност на централна европската кухна. Научени сме да го третираме месото како централно билје на целиот процес на готвење и сите други форми на зрна и зеленчук да бидат приклучни стави. Овој пристап, како што реков, е давање на важност и централност на самото зрно, кој како крајен резултат изгледа доста различно од оно што by default или по инерција препознавале како вкус или би го препознавале како вкус на одредено мешункасто зрно. Затоа мислам дека тој резултат на тој рецепт е и најекспериментален, малце и поризичен, но и најинтересен. Тој покажува какви потенцијали има одредено зрно кога добро се третира. Тоа значи дека нашиот пристап на третирање месото како централно соединение на нашата прехрана е до некаде диктаторство, дека ако тој пристап го примениме и на други соединенија и на други содржини, можеме да добиеме една разноликост во кујната која нас ни фали денес. А од друга страна и правиме ништење на самите сетила, бидејќи не можеме да осетиме различни вкусови кои се возможни поради таквото третирање на зрната кое до сега не мора. Сега ќе направам простор за презентирање на нешто второ, кое е резултат на земање во предвид на нашата современа култура, тоест брзата исхрана, одредените храни и снекови, бидејќи овој резултат се мотивира од таа снек култура, затоа идејата на прикажување на спектар на возможни комбинации на храни. За таа цел само да преиначиме цела идеја на снекови, чипсови и брза храна, нешто што е лесно приготвливо, доста хранливо и во исто време произведено во Македонија. Овие убавици во тегла, тие ги спремив вчера, бидејќи не може да се одува денес да се произведе. А тоа се чипсови од црно гравче. Значи, црното гравче, ова е како изгледаат тие чипсови од црно гравче. Процесот на стигање до тој резултат е мощно едноставен, значи црните гравчиња се мелат, се прави брашно од нив. Тоа брашно се меша со сол, малку маслиново масло во овој случај и вода, за да добиеме некоја течна смеса, која потоа ја печеме во ревна по 8 минути од двете страни и резултатот е едно многу цврсто чипсче, кое од друга страна за кој ја вклучив уште еден друг сос, кој исто така е направен од мешанкасти производи, тоа е зелен улов сос од грашок, кој често сме навикнати да го видиме како сос од авокадо, кој е продукт кој патува 1000 километри да стигне кај нас. И во целиот тој пат имаме една серија на различни форми на експлоатација и неправди. Значи тоа авокадо кога ќе направиме дома во сос, во нејзе содржи еден огромен број на штетни ефекти кои
имаме гастролата, а грашот кој расте кај нас е во одредена комбинација овој сос на грашот направен со грашот, лимон, сол, лук и палата. И во комбинација со чипсот од граф, и ако некој обожава љуто, тоа изгледа вака, и ја бидејќи не можам да јадам љуто. Тоа е ископремено. И тврдскава структура од самиот чипс, од самото брашно, од црниот граф, кој се збручува во контакт со лудата и прави во одредени места грути кои се тврдскави да добар вкус. И тие се добри состојки за да се навикнат, особено децата од мали години да не јадат чипсови кои од помпир, кои се вежани препржени од различни големи корпорации. Другата добра особина на овој чипс е што може да седи многу денови во одредена тегла и да одржи неговата конзистентност и вкус, ако се стави со сама тегла, и може да се направи една поголема количина од нив и да се очуваат и во секоја друга прилика, ако сакаме да користиме нешто во форма на грицки со одреден прекрасен сос, да користиме оваа комбинација. Инаку во припремањето на самиот чипс на оваа структура, како што кажав, се користи основни состојки, но тука може да се играме со нашата имагинација. Може во брашно да се додадат чили паудер, да се додадат поише намирици кои се во прав, за да ја смениме, за да додаваме други вкусови во приготвувањето на овој чипс, во зависност од преференциите. И тука се отвори една интересна лепеза на имагинација. А со тоа, како што ја кажам следнаш, ова е интересен рецепт, интересен продукт, кој е резултат на графчиња, кои се кај нас произведени црни графчиња, но кој до сега не во пазарот не е присутен, а може да послужи како многу подобра замена на класичниот чипс кој го знаеме до сега. Че ова беше втората приготвена начинја која сакам да ја презентирам. Третото е нешто многу поедноставно. Остави во значи сакам да прикажеме различни форми во кои може да ги преобразиме овие зрнца, овие форми на мешин кои ги имаме. Ова е нешто по-класично кој го знаеме кај нас. Тоа е муџадара од Среден Исток. Мотивацијата беше од муџадара од Среден Исток. Тоа е по принцип готвење кој е базирано на мешање на сива леќа и ориз. Во овој случај сивата леќа е заменив со папуда и папудата функционира доста добро како замена. Се виѓа во овој рецепт. Иначе тоа е многу лесно за приготвување и секогаш може да служи како главна јагна. Кој е отпекнувано месо, но сепак има сите добри состојки кои ни требаат за протеините да ги добиеме. После варење на папудата, кој во принцип бара 2 до 3 минути варење, после 20 до 30 минути оставање на мирно не грена продукти, за да придобие во мекост и посебно изварен ориз, тие сите се мешаат со многу брзо испржан фрумит, кој ќе добие одредени изгореници од страна, внатре сепак ќе биде доста мек. Сите тие се мешаат заедно, јас за тоа додадов и метен црвен бибер, ништо повеќе и сол. И тоа е лесно приготвувачко, лесно пристапливо, и јас само на тоа ќе додам сос кој е традиционален за Средниот Исток, од тај мотивацијата за ова готвење доаѓа. Нормално во Среден Исток секогаш имаме доста маковно користење и одреден сос кој е направен од многу едноставни состојки. Тоа е јогурт, масленово масло, лук и пак макдонос, кој се прелива врз тоа. И да видиме вака изгледа тоа
гладно јадење, кој може да се направи многу лесно и кој може да послужи исто така за или за ручек или за вечера, тоа да ја ова мало прекрасно зрно од апел. И последното нешто, у друга форма, што сега за денес да го презентирам, тоа е користење на наутот. Наутот го знаеме како зрно кое е присутно не само кај нас, туку и во средниот исток, знаеме за хумусот. Тој се е многу комерциализиран и во западот, но знаеме исто така преку автоматската којна дека зрната од наут се користени во различни форми, готвени на манџи и други ствари. Но овој пат сега да направам нешто друго од наутот, тоа да го сложам од наутот и да го користам наутот како брашно за правење на вакво лепче. Таа форма на лепче не е кој знае каква инвенција, бидејќи ова се користи во Јужна Франција, и се вика сока. И таа е вид на снег кој се јаде преку ден, останува често се конзумира со розе, таа е познатата конзумација во Јужна Франција, всушност. И таа предноста на ова лепче е што е многу лесно неговото приготвување. Значи, брашното од наут се меша со иста количина на вода. Значи, ако имаме една чаша брашно, една чаша вода, 3 лажици масирано масло, сол, се мешаат заедно, се добие една многу течна смеса, во која после тоа има еден широк опсек на имагинација. Значи, пак ќе кажеме дека наутот е многу лесно е присутен во нашето поднебје, значи не е некој зрно кој е непознато или импортирано, и имаме дури во пазар кај нас може лесно да се најде наут. Тој наут, ако се направи брашно, се направи таа смеса понатака, квалитетот или својството на таа смеса е многу лесна, бидејќи е неутрална во вкус, многу лесно да се приспособи. Може да се направи во сладка версија или во кисела версија. Значи може да се додае во неа чоколадо, сови, ореви или сови други овошја и да добиеме на крај лепче, кое е сладко, кое може да се користи за различни пригоди. А во овој случај јас тоа лепче сум го направил од брокола и црвен пиперче, но би сакал исто така таа комбинација да ја твистам со додавање на исто од нас присутни растени ништо од страна, сува слива и форма на оцет крема од калинки, со што добиваме нешто што е вакво и кое може да се јаде и за доручек, и за ручек, и за вечера, истото. Може да стои неколку дена и да се грабне до ефектно на поминување, за ручек, вечера, како што кажем. И може да се комбинира со различни други пијалци. Како што кажам, начин на приготвување е правење таа смеса, потоа комбинирање со пожелба состојки, се пече околу 40 минути и потоа скоро се готово, начинот на дресинг озгора, врз тоа е слободна на вашата имагинација. Јас сваќам дека малце повеќе време земам, затоа тука ќе прекинам, ако има прашање, после ќе одговорам. Се надевам дека добро изгледаше ова и се надевам дека добро ќе после кога ќе имаме прва прилика следен дан вкусува. Здраво на сите. Јас сега ќе ги прочитам прашањата кои беа упатени до нашите модератори, до Димитар и до Артан. Односно, првото прашање до Димитар е дали гравчето и пченката трпат да бидат засадени заедно? Да, трпат затоа што по нивните начини на расти, нивните потреби за живот, тие се надополнуваат. Кореновиот систем на гравот, како што кажав, го врзува азотот и со тоа пасивно ја подхранува пченката. Кореновиот систем на пченката е различен по структура и заради тоа не се конкурентни.
од различни слоеви на почвата, тие ги црпат своите потребни состојки. Ако ќе почне гравот да расте нагоре како позавец, може да се потпре на пчинката. И ова е практика што е испробана со генерации наназад и се применува и кај нас по бавчите обично во селските стопанства. Тоа е веќе нешто влезено во традицијата. Во ред, има уште едно прашање до тебе. Зошто е добро за климата да се садат локални автохтони сорти? Пред се, локалните автохтони сорти веќе имаат доволна приспособеност на поднебието и се резултат на тестот на времето, така кажеме, затоа што се селектирани повторно со генерација од страна на тие градинари што имале потреби од соодветни својства на тие сорти. Па така, тие се изворот од кој што може да бараме потребен таков еден разновидност, агробиодиверзитет, со различни својства кои понатаму може пак со селекција се приспособуваат на предизвиците што не очекуваат. Например, да се одбираат сорти поотпорни на суша или пак сорти кои можат да понесат почести временски осцилации во поглед на температурата и слично. Тоа е богатство од кое приликата. Имаме уште едно прашање до тебе, извини ако те прекинав. Дали имаш уште нешто да додадеш за автохтоните сорти? Прилика тоа. Имаме едно прашање од Facebook, од луѓето што нас следат на Facebook. Кога е најдобро да се сади гравот? Во која сезона? По прилика сега би било идеалното време, затоа што се надеваме покај зашто имавме снег на почетокот на април, дека веќе сме поминати од тој датум кога се очекува последниот мраз на ова поднебе, така што можеме да се почне слободно со садењето на гравот сега и слични мешунки. А дали мешунките може да се засадат на сенка, например на тераса која гледа на север? Делно може да поднесат сенка, иако на секој растение му се потребни определен број часови осонченост. Гравот не е од тие растенија кои бара баш исклучиво да биде постојано на сонце, но сепак ќе влијае тоа на родноста. Затоа што од сонцето и од фотосинтезата знаеме дека всушност ја црпат енергијата растенија. Точно, ти благодарам Димитар, фала ти на одговорите на прашањата. Сега имаме неколку прашања до Артан во однос на рецептите кои ни ги презентираше денес. Колку различни рецепти со мешанки знаеш да подготвиш? Не знам колку. Мислам дека од оно што искуство го имам до сега со овие зрна, мислам дека може да се подготват повеќе од 20. Значи, збориме за пабуда, црн враб, шарен враб и наот. Значи, со тие ствари и, нормално, тоа што не беше бардинстива на ова, и ако вклучим и грачки, ќе имаме повеќе од 12 рецепти различни, што може да се сготват во различни форми. Што реба, значи, може нешто да биде печно, може да биде густо као крема, може да биде зрнесто као комбинација со ориз, може да биде чипс форма, може да биде и леч. Значи, кога ги ставиме сите тие различни грачки, кои може да се однесуваат во на различен начин, ќе има една огромна лепеза на рецепти кои може да се приготват, но кај нас тие скоро да се апсолутно непристапни. А соединенијата, тие грачки, тие зрнца се и декакво лесно растворени. Добро. Еден наш следач на Facebook исто така прашува дали може да ги повториш состојките што ги има во сосот за чипс. Лимон, павлака, сол и уште некоја состојка. Лимон, павлака, сол, лук. И тоа е тоа. Во ред, и дали ќе може на крај да ги споделиш? Грашок. Добро, дали на крај ќе може да ги споделиш рецептите од јадењата во писмена форма со нашите гледачи? Договорено.
Во ред. Дали некој од нашите гледачи што се на Zoom каналот имаат прашања до Димитар или или Артан? Ќе ги пуштиме микрофоните, може директно да поставите прашање. Дали уште некој може би има прашање до Артан или Димитар? Добро, во тој случај ја поканувам Биле да го затвори настанот. Ви благодарам на сите што нас следевте. Фала, Кате. Јас прво сакам да им се заблагодарам на Артан и на Димитар за исцрпните презентации. Мене барем ми делува многу интересно и мислам дека посебно со мешункиве навистина Артан ме предизвика сега да почнам повеќе да експериментирам, иако јас и до сега си користев доста вакуина. Она што сакам да го додадам е дека пред се мораме да им се заблагодариме на нашите поддржувачи Екосвест, затоа што ова се одржува благодарение на синхронизирани проекти кои што одат во моментов, Агролаб едниот и Храна за промени од страна на Солфуд. И исто така да ви се заблагодарам на сите кои што бевте присутни и посебно на тие кои што активно учествуваа во оваа презентација. Мислам дека ќе може Артан да ни ги сподели рецептите, а секако дека и понатака ќе останеме достапни доколку имате никакви прашања или некакви забелешки, можете да не следите на страниците или пак на социјалните мрежи. Ви благодарам многу за учеството на сите што беа денеска тука. Поздрав и од мене, се исклучуваме.